Централен дневник на К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Започнуваме по нив. Гледајте не. Во тек се градежните работи на вториот дел од цевководот во Дурутовец. Со признанија за најхуманите во Кавадарци одбележан денот на крводарителите. Распишан јавниот повик за изградба на трибини на градскиот стадион во Велес. Увид во градежните работи во изработката на вториот дел од цевководот во населеното место Дурутовец извршија градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев и пратеникот во Собранието на Република Македонија Илија Димовски. Во тек се градежните работи на вториот дел од цевководот во населеното место Дурутовец. За реализација на овој проект финансирани се 14,5 милиони денари, обезбедени од владата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во соработка со општина Велес. До сега се изработени 2100 метри должински. Увид во работите изврши градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, заедно со пратеникот во Собранието на Република Македонија Илија Димовски. Ние денеска може да видиме дека работите се одвиваат согласно динамиката што ни е зацртана и очекуваме дека со поставувањето на премпумпната станица, која што треба да се изгради на самиот потек над населбата Трпезица, ќе го завршиме и овој официјално и овој проект. Со реализација на овој проект ќе се реши долгогодишниот горлив проблем на жителите од овие населени места. Ова беше еден од главните приоритети на урбаната заедница Дурутовец. Тоа го поставивме како еден од најзначајните приоритети. Ќе гледаме во наредниот период да се најде простор за изградба на вториот приоритет, односно на игралиште. Со овој проект се опфаќа и поставување на инсталација на водовод до ново проектираната населба Трпезица. Би сакал да информирам дека таа населба би требало да опфаќа околу 42 хектари и на нејзе да има 330 плацеви, односно 330 маркици за изградба на индивидуални стамбени објекти. Проектот, односно урбанистичкиот план е во завршна фаза и се очекува наскоро со согласност од Министерство за транспорт и врски општината да го донесе во финална верзија. Димовски вели дека проектот за изградба на новата населба Трпезица е од стратешко значење, затоа што на тој начин ќе се обезбеди место за заинтересираните граѓани кои што сакаат да градат стамбени објекти. По откупувањето на плацовите, младите брачни парови кои ги исполнуваат условите ќе можат да аплицираат за проектот Купи куќа за млади. Пратеникот Илија Димовски, говорејќи за политичката криза во земјава, посочува дека Македонија се соочува со политичка гарнитура во опозиција која не бира средства преку кои ќе дојде до власт и покрај тоа што тие се спротивни на државните и националните интереси. Се соочуваме со една политичка гарнитура која што е во опозиција и која често не бира средства спротивно на државните и националните интереси на Република Македонија само со цел да се прибере до власт. Ова го рече координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски, одговарајќи на новинарско прашање во однос на актуелната политичка криза. Објаснува дека од истата значителен негативен ефект има и економијата. Не почитуваат демократски правила, не почитуваат институции, не почитуваат постапки, имаат огромни елементи на агресивност. Тоа значително влијаеше на развојот на економијата минатата година. Проценките на експертите се дека оние 3,7% пораст на БДП-то во минатата година веројатно ќе беа и 4,5%. Оној пораст од над 20.000 работни места веројатно ќе беше над 30.000 нови работни места. Индустриското производство, знаете дека во првите 7 месеци ни стагнираше и ни паѓаше, значи целата таа криза и целото одолговлекување на таа криза
остава огромна штета на населението, на граѓаните, на стопанските субјекти. Димовски додава дека ВМРО ДПМН како политичка партија постапува мирно со цел да се запази стабилноста и мирот, како и да се остават граѓаните да се занимаваат со работи кои ги интересираат, а не да се оптеретуваат со секојдневна политика. Јас сакам да ви потенцирам дека нашиот фокус и понатаму останува развој на стопанството, изградба на индустријски зони, отварање на нови фабрики, отварање на работни места и огромен број на вакви инфраструктурни проекти кои што знаете практично дека само во нашиот град на 10 позиции во овој момент се интервенира и се работи. Процесите кои се резултат на политичката криза според Димовски ќе завршат со предвремените избори закажани за 5 јуни. Преведената стручна литература од англиски на македонски овозможува поефикасна и поквалитетна настава. Студентите од Технолошко-техничкиот факултет Велес овие преводи ги користат и во наставниот процес при изработката на семинарски и магистерски трудови. Поголемо знаење студентите од Технолошко-техничкиот факултет од Велес добиваат преку преведената стручна литература од англиски на македонски јазик. Владиниот проект Превод на 1000 стручни научни книги и учебници го леснува процесот на учење не само на студентите, туку и професорите. Ние како професори се подготвуваме користејќи учебници кои што најчесто се напишани на англиски јазик, но голем дел од студентите ја немаат таа основа на тоа изучување на технички англиски јазик, значи стручен англиски јазик, така што можеме да се пофалиме дека голем дел од професорите користат. Студентите преводите ги користат не само во наставата, туку и во дополнителните обврски во процесот на образованието. Со оглед на тоа што забележуваме дека кога изработуваат семинарски работи користат, но и понатаму кога ќе се вработат се навраќаат на тоа за кој што сме им велеле дека ви е важно и ќе ви треба, не е само да се положи испит, се надеваме и очекуваме уште преводи кои што би ни придонеле и нашата работа да се олесни, и нивните знаења да се продлабочат. Книгите се дел од проектот на владата Превод на 1000 стручни научни книги и учебници, од кои се учи на врвните и најреномираните универзитети. Преку овој проект на сите студенти во Македонија им се обезбедуваат услови да ги користат преведените изданија за стекнување и збогатување на своите знаења. Во Кавадарци вчера беше одбележан денот на крводарителите. На свечената седница беа доделени признанија и награди за лицата кои дарувале крв повеќе од 100 пати, јубилејни 100, 75, 50 и 25 пати, а беа наградени и оние кои дарувале крв 4 пати во текот на годината. Кавадарчанецот Диме Лазов дарувал крв 100 пати и вели дека крводарувањето нема цена. Да се спаси човечки живот е најхуманото нешто. Започнал пред 25 години, а вели дека ќе продолжи и понатаму и доколку го служи здравието, никогаш нема да се откаже од оваа хумана работа. Дарувањето на секој би го препорачал кој што се чувствува здрав, значи една капка крв спасува многу животи. И за мене, да ви кажам, додека ме држи здравието, гордост, што сум крводарител, далечната 90 година, па до сега веќе 100 пати имам дарувана крв и мислам дека на некои други луѓе му продолжувам животот и за моето здравје се чувствувам многу добро. Признание за 75 пати дарувано крв доби полицаецот Трајче Ристов, кој од средношколските денови започнал со својата крвна група АБ позитив да спасува човечки животи. Почнав да дарувам крв уште од средно, во 4-та година. Па за мене пред се битна хуманоста, значи да се биде хуман човек е многу добро и нашата хуманост може би на некој му значи живот, така да имам до сега дарувано 75 пати крв, ќе продолжам и понатаму се додека не служи здравието, па отом потом како викаат постарите, значи се додека можеме и додека има потреба од нас
мислам, од нашата или од мојата крвна група, јас би дарувал крв. Награди и признанија за над 100 пати дарувано крв добија Драган Кочовски, Драган Прескакулев, Бранко Димитров и Илија Ставров. Заменик градоначалникот Слободан Ивановски потенцираше дека локалната самоуправа ќе продолжи и понатаму да ги поддржува сите активности на Црвениот крст, посакувајќи им на сите крводарители многу здравје и уште многу јубилеи. Му честитам на сите тие кои што над 50, над 70 пати има до сега дарувано крв и во иднина ве охрабрувам да продолжите исто како до сега. Првиот човек на општинската организација на Црвен крст Кавадарци Димитар Каракулев рече дека планот за минатата година бил остварен со 131%, што значи надфрлување на планираната бројка. Планирани 1184, а дарувани 1575 крвни единици. Ова е нешто што се одржува скоро секоја година, традиционално, на ваков посебен начин, можеби единствено во Република Македонија. И уште еднаш, од овде, на сите крводарители од општина Кавадарци, им го честит празник 17 март, денот на крводарителството и денот на Црвениот крст на Република Македонија, исто така и на сите волонтери, членови на Црвениот крст, млади кои што даваат свој придонес во сите активности на Црвениот крст и на сите им посакувам добро здравје и долг живот. На свеченоста по повод одбележувањето на денот на крводарителството, пригодни награди и признанија добија и оние крводарители кои својата животна течност ја дарувале 50, 25 и повеќе од 4 пати во една година. Гостин во Дневникот во 16:30 беше крводарителот Кире Цветков од Велес. Кире има дарувано крв повеќе од 100 пати, а покрај него и останатите членови од семејството многу пати ја покажале својата хуманост. И дел од разговорот. Одлично е чувството, да ви кажам, крводарител да се биде гордост, хуманост, на ова денешно време да се помогне на некој човек. Се трудиме што можеме повеќе да помогнеме, ја и моето семејство. Има и една случка што треба да ви кажам, еднаш се најдов случајно во медицински центар во трансфузиологија, побара подхитно 3 крвни единици, преку телефон ги повикав синовите да даруваме крв за да спасиме нечи живот. Дарувавме крв, дали го спасивме човекот или не го спасивме, не знам. Нашата должност ја обавивме, а понатаму што се случи, не знам. Средното стручно општинско училиште Кора Неделковски во пресрет на пролетта организираше велосипедски хепенинг под мотото "Во здраво тело, здрав дух". Колешката Катерина Нацева ги има деталите. Во здраво тело, здрав дух е мотото на велосипедскиот хепенинг кој во пресрет на пролета го организираше Средното стручно училиште Коле Неделковски. Покрај средношколците учества ЗДОЕ и ученици од сите основни училишта во Велес. Овој настан, како што посочи и директорот Ристовски, е фокусиран на прикажување на воспетно-образовниот систем. На овој настан се поканети ученици од сите основни училишта, сите кои што посакаат да учествуваат, да се дружат со нас, да го посетат училиштето, да го видат. Секако дека е и на некој начин во наш интерес децата да се запознаат со училиштето, со професорите, да се сретнат со нивните другарчиња кои што завршиле пред година-две, тука се заедно и секако дека би сакале да го продолжат образованието во нашето училиште. Целта на ваквите активности е учениците одблиску да се запознаат со воспетно-образовниот систем и профилите кои ги нуди Средното стручно училиште Коле Неделковски, како би им помогнале на учениците полесно да се одлучат за своето понатамошно образование. Општина Велес го објави јавниот повик за изградба на трибини на североисточната страна на градскиот стадион. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица и истиот ќе биде отворен во следните 45 дена. Следната фаза од проектот за модернизација на градскиот стадион во Велес е изградбата на трибините преку јавно-приватно партнерство. Повикот кој го најави градоначалникот Чадиев денес и официјално е објавен, се однесува за изградба на трибини на североисточната страна на градскиот стадион. Во следните 45 дена сите заинтересирани правни и физички лица имаат право на учество. Те побараме партнер да ги изгради трибините, а одозола да го користи деловниот простор или за било која намена или магазински простор
простор кој што може да се искористи под една трибина. Со изградбата на трибините, предвидено е делот под трибините да биде даден на владение на јавниот партнер и искористен според неговите потреби, потенцира Чадиев. Во меѓувреме се работи на изградба на дренажниот систем и поставување на мрежа околу стадионот. Денес и утре шефовите на држави и влади на земјите членки на Европската Унија ќе одржат самит на Европскиот совет. 3,5 динари финансиска помош ќе добијат сточарите за литар кравје, овчо и козјо млеко. Следуваат вестите од Македонија. Самит на Европскиот совет денес и утре ќе одржат шефовите на држави или влади на земјите членки на Европската Унија во Брисел, на кој главна тема е бегалската криза. Само европското решение може да биде трајно решение, истакна при неговата посета во Велес амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија Вилем Ваутер Пломп. And it will absolutely have to include an agreement with Turkey on trying to decrease or even end the irregular migration coming from Turkey to Greece and further on to other European countries. Амбасадорот Пломп вели дека дефинитивно мора да им се помогне на сите земји на Европската Унија, како и на земјите кои што не се членки, како Македонија и Србија, кои што се наоѓаат на западно-балканската рута. Придонесот кој Македонија го дава за да изнајде решение на овој проблем е добро перцепиран и високо признаен од страна на Европската Унија. Пломп смета дека мора да се стави крај на миграцијата. Финансиска подршка од 3,5 денари за литар кравје, овчо и козјо млеко ќе добијат сточарите кои ќе пријеват субвенции за произведено и предадено млеко од октомври до декември 2015 година. Барањата се поднесуваат до 30 април оваа година во подрачните единици на Министерството за земјоделство, каде што е извршена регистрацијата на земјоделското стопанство. Млекопроизводителите потребно е да достават откупни белишки за продаденото млеко, издадени од регистрирани откупувачи на сурово млеко, запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи. Шверцерите на мигранти ги менуваат маршрутите за да ги избегнат патролите на НАТО во Егејското море. Саудиска Арабија планира создавање на една воена алијанса на исламските држави налик на НАТО. Вести од светот. Минувајќи ги маршрутите за да ги избегнат патролите на НАТО, шверцерите на луѓе и натаму продолжуваат да превезуваат мигранти од Турција за Грција. Приливот на мигранти кон грчките острови не е прекинат. Командантот на мисијата Јорк Клајн изјавил дека меѓу 20 и 40 чамци се уште секојдневно прават тури, а при тоа внимаваат да не бидат пресретнати од 7 патролни бродови на НАТО. Шверцерите се многу прилагодливи и ги менуваат маршрутите, вели тој. Клајн смета дека присуството на НАТО во неколкуте изолирани станици на крајбрежниот појас не е доволно. Ако го одсечеме Лесбос во целост, можеме да очекуваме приливот на мигранти да се насочи по нов пат, додава тој, имајќи ги предвид грчките острови што се наоѓаат на помалку од 20 километри од турскиот брег. Според Клајн, операцијата треба што поскоро да биде проширена на другите крајбрежни региони во Егејско море. Создавање на една воена алијанса на исламските држави налик на НАТО планира Саудиска Арабија, објави Данија Ньюз. Целта на ваквата алијанса би била борбата против тероризмот и заканите каква што е сега джихадистичката група Исламска држава. Властите во Ријад веќе им ја пренеле својата замисла на дел од исламските држави, а некои од нив како Пакистан покажале интерес за создавањето на ваква алијанса. Овој план доаѓа непосредно по завршувањето на големите воени маневри во северниот дел на Саудиска Арабија, на кои како гости присуствувале пакистанскиот премиер Наваз Шариф и началникот на генералштабот на пакистанската армија Рахел Шареф. Дали во исламското НАТО би имало место и за Иран, засега не е познато.
Иран е земја со големо мнозинско шиитско, муслиманско население, која во Ријад се третира како непријателска и како закана за сунитскиот свет. Ракометарите на Вардар пропуштија голема можност да забележат победа на гостувањето во Висла во првиот дуел од осмина финалето во Лигата на шампионите. Кошаркарите на Кожув на гости го совладаа бугарскиот тим Левски. Победи за Голден Стейт и Кливленд во новите НБА надпревари. Ова се спортските вести. Во првиот надпревар од осмина финалето во Лигата на шампиони, ракометарите на Вардар одиграа нерешено против екипата од Полска. Во првиот дел подоминантна беше екипата на Висла, па домаќините заминаа со предност на полувреме 16:14. Стартот во вториот дел беше успешен за вардарци. На 4 минути пред крајот на средбата имаа предност од 29:25. Во последната минута Висла намали на 30:29, а Дејан Манасков на 45 секунди до крајот не реализираше удар од 7 метри. Адам Висниевски во последните секунди ги постави конечните 30:30. Во составот на Вардар најефикасни беа Караджик и Циндрик со по 6 гола, додека во Висла Плок неефикасен беше Тиаго Роча со постигнати 7 гола. Кошаркарите на Кошув како гости го совладаа бугарскиот тим Левски со 82:73. Гевгеличаните покажаа одлична игра во второто полувреме и тие втор пат се меѓу 4 најдобри екипи во Уника Балканската лига. Избраниците на тренерот Маријан Илиевски лошо ја почнаа средбата, поради што имаа негатива од дури 17 поени по првата четвртина, со само 6 постигнати поени за 10 минути. Во вториот период македонскиот представник направи серија 10-0 и намали на 6 негатива која остана до крајот на полувремето. Преостанатиот дел од надпреварот мина во доминација на гевгеличани, кои со неколку позитивни серии дојдоа до позитива од 7 поени. Брендон Пен со 23 поени и 8 скока беше творец на триумфот на Кожув. Алексеј Нешовик оствари 14 поени и 7 асистенции, додека репрезентативецот Стојан Ѓуровски застана на 13 поени. На 22 март на домашен терен кошаркарите од Гевгелија ќе ги одмерат силите со Црногорски Морнар, а потоа и на теренот на противникот на 29 март, во серија во која победникот ќе го реши вкупната кош разлика од двата меча. Бајерн Минхен е последниот четвртфиналист од Лигата на шампионите откако го совлада Јувентус со убедливи 4:2. Јувентус со фуриозен старт дојде до предност од 0:2. При тоа промаши неколку 100% шанси за трет гол, пошто Бајерн изравни на 2:2, за потоа во продолжението да постигне уште 2 гола за конечни 4:2. Првиот гол го постигна Погба по недоразбирањето на Алаба и Ноер, а на 0:2 од контранапад с големи Куардадо. Казната стигна во 72-та минута, откако Левандовски со глава го матираше Буфон по одличниот центар шут на Даглас Коста. Бајерн по тој погодок продолжи со идентична премногу трпелива игра, што на крајот сепак му се исплатеше на Гвардиола. Се играше 90-та минута кога Коман доби топка по десната страна. Одлично нафрли на вториот дирека, таму Милер со глава го матираше Буфон за тотална еуфорија на Алиенс Арена. Бајерн влезе во продолжението пон со самодоверба, а клучен беше стартот на вториот период. Тиаго, кој влезе на местото на Рибери, стрелаше прецизно крај Буфон за водство од 3:2, а кога Коман погоди за 4:2, веќе беше јасно дека Бајерн Минхен е тимот што се пласира во четвртфиналето. Голден Стейт и Кливленд постигнаа победи на домашен терен. Голден Стейт беше убедлив против Њу Јорк и го совлада со 121:85. Воините до победата ги водеше Стеф Кари со 34 поени, од тоа 8 тројки, додека кај Њу Јорк најефикасен беше Кармело Ентони со 18 поени. Кливленд пак минимално го совлада Далас со 99:98. Во отсуство на Леброн Джеймс, Кливленд го водеше Кајри Ирвинг со 33 поени, а голема поддршка имаше од Кевин Лав со 23 поени и 18 скока.
Во редовите на Далас, Ли и Новицки завршија со по 20 постигнати поени. Денес имавме променливо облачно време со кратки сончеви периоди и слаб ветер од југоисточен правец. Еве какво време не очекува викендов. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!